Во наредните неколку минути време е за вестите на Канал 8. Почна жетвата на оризот од овогодинешната реколта во Кочанско. Правичните проценки на земјоделците се дека приносите ќе бидат добри, но незадоволни се од откупните цени. Земјоделците од Кочанскиот регион ја почнаа жетвата на оризот од овогодишната реколта. Првичните приноси ветуваат добар род на арпата. При лупењето на оризовото зрно, рандманот достигнува околу 50% бел ориз, но оризопроизводителите се разочарани од откупните цени. Најавите што ги добиле од откупно преработувачките капацитети се дека килограм оризова арпа во зависност од рандманот и сортата ќе се откупува меѓу 26 и 33 денари. Поради тоа земјоделците бараат да се изготви нова пресметка за производната цена. Таа е основа за откупната, затоа што актуелните 27 денари за трошоци за производство велат дека се далеку под реалните. Значи се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадува од Земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа од тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемуваат. Затоа и апелираме да не повика министерот, се надеваме дека ќе оствариме диалог во што е можно пократок рок и дека ќе најдеме заеднички јазик и ги решиме проблемите. Пролетва со ориз во Кочанскиот регион беа посејани околу 3800 хектари. Од нив се очекува до крајот на октомври да се ожнеат 20.000 тони оризова арпа. Од нив по преработката треба да се добијат близу 10.000 тони бел ориз. Почна примената на есенската потрошувачка кошничка. Со одлука на владата, 70 прехранбени производи треба да се продаваат со ограничена профитна маржа од 10%. Повеќе од 70 прехранбени производи треба да се продаваат со ограничена профитна маржа од 10% во маркетите во државата. Оваа одлука беше донесена на владина седница, а во понеделникот објавена и во службен весник. Во списокот за есенската кошничка се наоѓаат производи од пекарската, месната, млечната и кондиторската индустрија, како и овошјето и зеленчукот, и тие нема да смеат да поскапат до 31 октомври. Примената за намалување на цените веќе е забележана низ маркетите во Кочани, а владата ги задолжи трговците за производите кои се вклучени во есенската кошничка и се поставени на полиците фрижидерите, јасно да ги одбележат со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе", која објавена на веб страницата на Министерството за економија и труд. Министерот за економија Бесар Дурмиши рече дека одлуката е донесена врз основа на податоците од Државниот завод за статистика за индексот на трошоци за живот, кои покажуваат дека во август годинава, во однос на декември лани, евидентирано е зголемување на трошоците за храна за 4%. Одлуката за намалувањето на цените ја донесе владата на предлог на работната група формирана од Министерствата за економија, финансии и земјоделство. Општина Кочани планира да потроши околу 40.000 евра за поврзување на ново изградената Кејска улица во Оризари со постојниот коловоз. Договорот ќе биде склучен со изведувачот кој ќе ја понуди најповолната цена за реализација на градежните работи. Изградбата на новата Кејска улица од десната страна на реката Масалница во Оризари треба да се комплетира со нејзино поврзување со постојниот коловоз. Се работи за делница долга околу 60 на метри, што остана недовршена меѓу мостот и ново асфалтираниот коловоз поради специфичноста на теренот и дополнителните градежни активности заради постојниот канал за атмосферска вода. Општина Кочани веќе објави јавен повик за избор на фирма што треба да го изведе поврзувањето на двата дела од улицата, а за што предвидува да инвестира 2,5 милиони денари. Според техничкиот проект, треба да се обезбедат услови за доасфалтирање на коловозот, а за што неопходни се претходни градежни зафати за нивелирање со висината на постојниот коловоз на северниот дел од мостот. Исто така, треба да се поврзе и одводот на атмосферската канализација што веќе е изградена, односно да се обезбеди армирано-бетонски пропуст за подземниот канал што завршува во речното корито.
Задача на избраниот изведувач ќе биде и да го доизгради подпорниот кејски ѕид во должина од околу 18 метри во правец на мостот. Предвидено е да се постават бетонски рабници, како и да се довршат тротоарите со поставување бехатон плочки од двете страни на улицата, а на крај да се постави асфалтен слој со дебелина од 7 см. Крајниот рок за доставување на понудите од заинтересираните изведувачи е до 8 октомври. По изборот на најповолната понуда и подпишувањето на договорот со општина Кочани, изведувачот ќе треба градежните работи да ги комплетира во период од 8 месеци. За половина година Одделението за внатрешни работи Кочани регистрирало голем број на тешко повредени и загинати лица во сообраќајни несреќи. Во споредба со истиот период лани, порастот во просек е двојно повисок оваа година. Драстично зголемување на бројот на сообраќајни несреќи со тешки телесни повреди и смртни последици евидентирало Одделението за внатрешни работи од Кочани во првите 6 месеци од оваа година. Во споредба со истиот период лани, порастот во просек е двојно повисок, а загрижувачки е фактот што бројот на загинати учесници во сообраќајот на територијата што ја контролира Одделението е за 3 пати поголем. Во извештајниот период од страна на овластените службени лица регистрирани се вкупно 75 сообраќајни незгоди. Во нив настрадале 43 лица, при што тројца се загинати, 16 се здобиле со тешки, а 24 лица со лесни телесни повреди. Поради загрозување на безбедноста на јавниот сообраќај, во текот на првото полугодие од оваа година поднесени се 12 кривични пријави за сторени исто толку кривични дела, а издадени се 1844 налози за наплата на глоба, се истакнува во писмениот извештај од Одделението за внатрешни работи. Најголем број од сообраќајните несреќи што завршиле со материјална штета, повредени и лесно повредени лица се случиле на улиците во градот и во населените места во општината. Посериозните незгоди пак со настрадани се регистрирани на локалните и магистралните патишта. Во рамки на превентивното дејствување, во првите 6 месеци од оваа година, полициската станица во рамки на Одделението за внатрешни работи Кочани спровела 13 едукативни работилници и други активности од областа на превенцијата. Платежната агенција воведе нов модул што на земјоделците им овозможува електронско следење на податоците во врска со поднесените барања за финансиска поддршка. За следната година е најавено воведување на дополнителна услуга за земјоделските стопанства. Платежната агенција воведе нов модул што на земјоделците им овозможува електронско следење на податоците во врска со поднесените барања за финансиска поддршка. Директорот на агенцијата Илија Стоилев посочи дека веќе е изготвено упатството за корисниците и е достапно на веб страницата на агенцијата, а ќе биде доставено и до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Агенцијата креираше модул, прегледник кој содржи база на податоци преку која се возможува по електронски пат следење на информациите и податоците поврзани со поднесените барања за финансиска поддршка. Модулот прегледник е наменет за земјоделските стопанства баратели кои поднеле барања преку ова софтверско решение за да можат самостојно преку пребарување да ги добијат најважните податоци поврзани со поднесените барања. Преку ново креираниот модул преглед барање, барателите можат да ги добијат следните податоци за секоја мерка. Тоа е статус на мерката, авторизиран износ и датум на авторизација, исплатен износ и датум на исплата, статус на трансакцијска сметка невалиден, евидентирани ненамерени обврски по сите основи релевантни за спроведување на мерката. За пристап кон пребарување на податоците потребно да се внесе единствен матичен број за физичко лице и единствен даночен број за правен субјект, како и да се внесе бројот на креираното единствено електронско барање на субјектот. Од 1 јануари следната година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе воведе дополнителна услуга преку модул кој секој корисник на финансиска поддршка ќе може да изврши увид во решението за исплата, но и да го превземе без да губи време и да се изложува на трошоци за да отиде до Скопје.
Почитувани гледачи, временската прогноза беше последната содржина во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.